ја привршуваме подготовката оваа година, се тече во најдобар ред. Имаме уште некои ствари да досредиме, така да очекуваме оваа година да имаме цртачи на графити 8-9 артисти. На мурали ќе се 5 мина, така да оваа година исто така имаме и мурали. Први од 5 почнуваме со изработка на мурали на локација Егејска Македонија. И еден од муралите ќе биде исто така на локација каде што ќе биде графити фестот на Октомврска револуција, и уште еден ќе биде на кај местната заедница Мултикулти. Ќе трае од 5 до 9, значи од 5 мај се планирано изработка на мурали, а на 9 мај ќе биде главниот настан во сабота со исцртување на графити. Оваа година имаме цртачи од сите земји на Балканот, исто така имаме од Турција, од Данска, и мислам дека уште го проширивме на некој начин со уште некоја европска држава, така да разновидни сме од тој план. Добивте ли поддршка, државна помош за организација на самиот фестивал или само од општествено одговорни компании како и изминатите години? Не добивме никаква поддршка ниту од општината, ниту од Министерство за култура и туризам. Така да само некоја добра волја на сите свесни компании и, како да кажам, одговорни што се тука во Куманово, и од самите нас и од некои познанства што ги имаме преку цртање, така да тоа е сега за сега. Има ли доволно простор за цртање? Простор има секогаш за цртање, така да и оваа година мислам дека ќе оплемениме доста добар дел од зидовите. Новитет, секоја година имаме новитети, 8 издание не е сега поред, 2026. Најголем новитет до сега што ќе го направиме е што ни доаѓа еден артист и професор од Копенхаген од Данска. Има работилница во Средното економско училиште Перо Наков во Куманово, работилница со учениците кои се на смер графички дизајн, ќе објаснува во врска со уличната уметност како е во Европа и како ние правиме овдека во Македонија и што може да постигнеме со неа. Тој ни е најголем новитет. Како е предвидено да течат самите денови, ќе има ли различни содржини, посветувате внимание тука и на помалите? Да, мислам дека оваа година се посветивме доста да биде поразлично од сите претходни, кои што секоја година сакаме да внесеме новитет. Како што кажа Девид, од 5 до 8 ќе се изработуваат мурали на 3 локации. На 9 ќе имаме графити исцртување на предвидената локација на Октомврска револуција, каде што ќе има музичка програма, ќе има штандови за храна, ќе има штандови за пиење, ќе има штандови што ќе бидат посветени за најмалите сограѓани од Куманово, ќе има и таму работилници, ќе има како чил зони каде што може да се забавуваат сите. А на 8 мај е работилница што ќе се деси во Средно економско училиште во Куманово. За разлика од претходните години може да кажеме дека веќе се менува свеста кај граѓаните дека лесно доаѓате до локации за цртање и мислам барем од оно што гледаме на социјалните мрежи ве ангажираат и компании, различни фирми. Да, мислам дека за доста време што направивме, што некоја промена внесовме во општеството, посебно во Куманово, мада може слободно да кажеме и на територија на Македонија, не прифаќаат луѓето како луѓе, како граѓани, не повикуваат, сите бараат дојдете кај нас да цртаме, да направиме нешто. Сакаме сегде да постигнеме и мислам дека може да постигнеме. Малку потешко ни оди во комуникација со Општина Куманово, со Министерство за култура. Веќе не знам колку години аплицираме и бараме помош, ама не добиваме, само застанува општество на одговорни фирми од Куманово и Скопје. Размислувате ли можеби да го преселите фестивалот на некој начин во некој од останатите градови да имаат можностите? Мислам дека е единствен ваков фестивал од ваков вид. Да, единствен фестивал е во Македонија. Мислам дека и во регионот нема, зборам, балкански земји имаат нешто, ама блиско до Македонија не се случуваат вакви работи.
Една година направивме као графити фест караван во Кочани. Ова година сме во преговори да направиме графити фест караван во Штип. Мислам дека ќе го реализираме, додека не помине ова, после се посветуваме на тоа.